Во мај и јуни 1943 година Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Југославија водеа една од најтешките воедно и најславните битки во Народно-ослободителната борба. Ја водеа битката на Сутјеска. И во таа битка непријателите не успеа да ја разбијат и уништат главнината на Народно-ослободителната војска на чело со Тито. По пробивот на Сутјеска, силите на Народно-ослободителната војска се упатија кон источна Босна, каде што создадоа нова слободна територија. Во врска со овие успеси на Титовата армија, Врховната команда на сојузничките сили за Средоземјето на 3. јули 1943 година на Врховниот штаб на Народно-ослободителната војска и на партизанските одреди на Југославија им упати порака во која се вели: Ви испраќаме поздрави и добри желби во овој критичен момент на вашата борба против освојувачите на вашата земја. Вашите последни успеси и големата победа над фелдмаршалот Лер ги охрабруваат и нашите борци пред решителните моменти. На 3. јули 1978 година 14 бродови што беа блокирани во Суетскиот канал при избувнувањето на арапско-израелската војна пред 11 години се уште беа таму. Бродосопствениците од Соединетите Американски држави, Британија, Франција, Западна Германија, Шведска, Белгија, Чегословачка и Полска дискутираа многу пати како да ги ослободат своите бродови. Во почетокот на годината, обидите за расчистување на каналот завршија со жестока артилериска битка преку каналот, водена меѓу египетските и израелските сили. Трети јули 1971. Еве илустрација од Шведска со забележливо напреднатата хирургија што применува ласерски зраци. Пациентот страдаше од непрекинати болки поради тумор во мозокот. Ласерскиот скалп ќе биде применет за уништување на малигните келии во оваа бескрвна и очигледно безболна операција. Откако со Икс зраци се лоцира местото на незгодата, настапува ласерски апарат со врвна прецизност. Агалот, длабочината и време траењето на секој ласерски истрел се контролираат со компјутер. Пациентот беше сосема свесен за време на двочасовното електронско бомбардирање. Но ласерот успешно го отстрани туморот и пациентот беше во состојба лично да го извести хирургот за својата постоперативна состојба. 4. јули 1941 година историски ден за југословенските народи и народности. На тој ден Политбюрото на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија донесе одлука за започнување на општонародно востание. Од порано организираните вооружени групи да прераснат во партизански одреди, членовите на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија да се упатат на терен во внатрешноста на земјата со цел да дадат помош во организирањето и кревањето оружена борба во цела Југославија. Политбюрото на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија упати проглас до народите на Југославија во кој се истакнува дека оружената борба е единствениот пат до слободата. Пред комунистите престои тешка, но честна задача во борбата против фашистичките злосторници и нивните домашни помагачи. Започнувајќи оружена борба, народите и народностите на Југославија со пушка в рака започнаа сами да си јаковаат иднината, не чекајќи помош од надвор. Во знак на сеќавање на денот, кога е донесена одлуката за оружено востание, 4. јули е прогласен за ден на борецот, кога низ цела Југославија се одржуваат пригодни манифестации, оддавајќи им со тоа почит на загинатите борци за слобода на татковината. Четврти јули 1936. Царот Хајле Селасије, исмејуван од страна на многу италијански новинари во Лигата на народите во Женева, при обидот да протестира поради навлегувањето на Италија во неговата земја.
Svetot beše impresioniran od carskото dostoinstvo, a postoješe i široko sočustvovanje za lošata položba na njegoviot narod, no okupacijat od Mussolini prestana duri po 5 godini. Na 5. juli 1941. godina po naredbama Gestapovo Belgrad je formiran logor od Banjica, a već je na 9. juli vo Logorod doneseni prvite zatvorenici. Po početok od glavno zatvorenici vo Logorod komunisti od Belgrad. Kapacitetot na Logorod bil 5000 zatvorenici, a spored nekoj podatoci iskažuvanja na preživejani logoraši niz Logorod pominale okolo 80.000 logoraši. Životot na zatvorenicite vo Logorod bil mnogo težok. Logorskata uprava bez nikakvi propisi vrh zatvorenicite vršele razni mačenja. Od Logorod masovno se ispratjanje zatvorenici na prisilna rabota vo Germanija, a golem broj zatvorenicite se strelani vo sami od Logor. No i pokraj se toa, vo Logorod Banjica se do njegovoto rasformiranje na 3. oktobri 1944. godina rabotela partijska organizacija koja održuvala vrska so partijsko rakovodstvo u gradot, preko koje se podgotvuvale bekstva na zatvorenicite za vremena transportiranje to na prisilna rabota niz Evropa. Alžir, 5. juli 1962. Novoj den Alžir najposle i oficijalno stana nezavisna država po 132-godišnja okupacija na zemljata od stranama Francija. Francuzite si zamina po jedna decenija borbi i krvoprolevanja vo Alžir i politički nemiri što je potresua i sama ta Francija. Peti juli 1960. senator Lyndon Johnson, demokratski vodač vo senatot, svika konferencija za pečatot za da je objavi svojata kandidatura za prestojnite predsjedateljski izbori. Podocna Johnson je povleče svojata kandidature i se boreše za potpredsjedatel na John Kennedy, po čija smrt Johnson stana predsjedatel. Na 6. juli 1937. godina na špansko to bojište herojski zagina Blagoja Parović Šmit. Roden je 1904. godina kaj Nevesinje Hercegovina. Mnogo rano ostanuva bez roditelji i desetog minuva vo mnogo golema siromaštija. Uči kožarski zanajet i povrabotovanje to aktivno se vključuva vo sindikalno to dviženje. Spored nekoj podatoci Paroviću što je 1923. godina dejstува kako člen na komunističkata partija na Jugoslavija, zašto je gonet i zatvoran od vlastite. Od 1926. do 28. godina rabotivo Zagrebskata partijska organizacija zajedno sa Josip Broz. Po 6. januarskata diktatura od 1929. godina preminuvavo ilegalstvo. Izvesno vreme prestojuvavo Moskva kada što je završuva Leninovata partijska škola. Po vraćanju togo zemljata na 4. zemska konferencija na komunističkata partija na Jugoslavija 1934. godina je izbran za člena politbiroto na centralni od komitetna komunističkata partija na Jugoslavija. Na junski od plenum na centralni od komitet vo Split 1935. godina podnesuva referat za frontot na narodnata sloboda, vo koje je istaknuva opasnost od fašizmot vo svetot. Koga izbuvnuva građanskata vojna vo Španija, Blagoja Parović je među prvite dobrovolci koji zamenuva tamu da se bori protiv neprijatelite za slobodati i napredokot. Za vremena borbite među fašistiti i republikancite na Madridski od front, Blagoja Parović zaginuva kako politički komesar na 13. internacionalna brigada. So zaginuvanje to na Parović, rabotnička do dviženja na Jugoslavija izgubi jedan od negolemite borci, a komunističkata partija na Jugoslavija jedan od svojte neistaknati funkcioneri i politički aktivisti. Na 6. juli 1971. godine umre golemata ličnost na džezot Louis Armstrong Satchmo,
na возраст od 71 godina, samo 2 dena po неговиот роден ден. Тој се родил 1900-та во Њу Орлеан. Армстронг патуваше на секаде низ светот свирејќи джез, а неговото име стана синоним со музиката. Незапамтени поплави го претворија Рио Гранде во страшна поројна поплава што потопи големи површини од Тексас и Северно Мексико во јули 1954 година. Во најголемата поплава на југозападна Америка под вода беа стотици квадратни мили, а штетата изнесуваше повеќе билиони долари. Представници од близу 80 земји се собраа во главниот град на Малави, Блентир, за да видат како републиката ја прославува својата независност на 6 јули 1964. Со ова заврши 73 годишното британско владење и Малави беше 37-та африканска држава што ја постигнува својата независност. На 7. јули 1941 година српскиот народ се дигна на општонародно оружено востание против фашистичкиот окупатор и домашните предавници. Спроведувајќи одлуката на Комунистичката партија на Југославија од 4. јули 1941 година за општонародно оружено востание, раѓевачкиот партизански одред во село Бела Црква кај Крупањ преку првите истрели на Жикица Јованови Шпанац против непријателите го започна оруженото востание во Србија. На оваа оружена акција, во наредните денови и во другите делови на Србија започнаа борбени акции со што непријателот набрзо не можеше повеќе сигурно да се чувствува во Србија. Започнатото востание постепено прераснуваше во општонародно. Во врска со тоа, германскиот заповедник за Србија во извештајот до Берлин од 23. јули 1941 година истакна дека во Србија започна вистинско комунистичко оружено востание, чиј број изнесува 36.000 борци. Така до крајот на септември 1941 година во Србија се формирани 23 народно-ослободителни партизански одреди, кои во тоа време ослободија 2/3 од незината територија, а во Западна Србија е создадена единствена слободна територија во Европа, каде што е формирана познатата Ужичка република во која функционираше народна власт. Во средината на септември 1941 година на слободната територија се префрли главниот штаб на чело со Тито, од каде што продолжи да раководи со оруженото востание. Седми јули 1943. Британските, американските и другите сојузнички бродови почнаа силно бомбардирање на Сицилија, подготвувајќи се за инвазија на островот. Овој сојузнички напад на Сицилија беше првото истоварување на сојузниците во Европа. Ова наедно беше и проба за истоварување во Нормандија преку каналот Ла-Манш, што се изврши по една година. Седми јули 1978. Ова е денот кога биковите им се одмаздуваат на луѓето, при годишната шанса биковите да трчаат низ улиците на Памплона, Шпанија. Биковите сигурно ќе го завршат животот во арените, но барем еднаш во годината можат да го издуваат бесот надвор од арената.
Na 8. juli 1920. godina zagina Aleksa Dundić, po poteklu Jugosloven, heroj na građanskata vojna vo Rusija. Pravo to ime i prezime na Aleksa Dundić ne je poznato. No se znaje deka za vremena Prvata svjetska vojna kako dobrovolec učestvua na stranata na srpskata vojska protiv Avstro-Ungarcite koga je zaroben, a podocna prebeguva vo Rusija. Vo Rusija zema aktivno učestvo v oktobrijskata revolucija i stanuva jedan od proslavenite borci, heroj vo borbata protiv kontrarevolucijata po oktobrijskata revolucija. Vo tije borbi Aleksa Dundić je komandant na bataljon i pomoćni komandant na konjički polk, na koja dolžnost i zaginuva. Za negovata borbenost i hrabrost među prvite odlikovan s orden Crveno zname vo Sovjetski sojuz. Na 8. juli 1969. godina vo Nairobi, Kenija, izbuvna nasilstvo koga predsjedatelj Jomo Kenijata pristigna vo gradskata rimokatolička katedrala se da prisustuje na crkovnata bogoslužba za ubijeni od minister Tom Mboya. Mboya, zakonski od naslednik na Kenijata, poteknuvaš od plemeto Luo, pa i ljadnici negovi soplemenici se sudrija so policijata vobido da vlezat po katedralata za da go vida telotona Mboya. Nekoj frla kamenja pokolata na predsjedateljoti najposle policijata moraše da upotrebi solzavec za da gi rastera. Ova može bi je najtežki od način da se srabotuva za živenje. Bavnite snimki, a pokažuva celosnata agonija na amerikansko to rodeo javanje. Larry Mahan beše superstar vo 1975. godina, no poveke luge se soglasuva deka sekoj negov dolar je mnogo teško zaraboten. Na 9. juli 1941. godina ustašite strela trojca prekaleni komunisti Ognen Prica, Božidar Adžija i Otokar Keršovani. Site trojca, Ognen, Božidar i Otokar, be istaknuti borci protiv bivši nenaroden režim i vlastodržcite na stara Jugoslavija. Dolgi godini se boreja za vistinski prava i sloboda narabotničkata klase i narodot. Site trojca pripadja na jedna ista partija, na komunistička partija na Jugoslavija, koja gi povede jugoslovenskite narodi v osloboditelnata borba i revolucijata. Međutim, nivnata borba i ideali ne može dokle da gi sprovedat, zašto site vojeden den na 30. mart be zatvoreni od banskite vlasti vo Hrvatska. I po kapitulacijata na zemljata, namjesto da gi oslobodat, im gi predado na ustašite i sušte pogolem broj komunisti napredni luge od logorot Kerestinec na 9. juli 1941. godina se strelani. Nešto povejke od jedan mesec od kako su jeznicite s istovarija vo Normandija vo 1944. silni jurišni sili gi napadja na sekade nacistički okupatori. Tijego svoje gradot Caen, jedan od glavnite cevi. Gradot leži na britanski od front i najdobrite Hitlerovi trupi upornog obraneja. To je najposle padna na 9. juli. Vo međuvreme, amerikansko to napreduvanje kon atlantsko to pristanište Cherbourg dobro odeše i pokret toa Germancite prave očajnički napori za da ja poprečat operacijate na Amerikancite. Na 9. juli 1963. grčki od kralj Pavle i kraljiceta Frederika pristigna vo London i bea pozdravljeni od kraljiceta Elizabeta. Tije zajedno se voze niz londonskite ulici, no podot se isti od den vo gradot izbuvna demonstraciji, što beše široki organiziran protest protiv apsenjeto na demokratite vo Grcija i oslobodovanje to na političkite zatvorenici.